PlayStation, таблет, PlayStation, телефон, апарат. Ајде да видиме какви апарати ми направиле моите елфови. О, мајстор Бодан. Овдека имаме Canon EOS 2000-арка. Ау, ова е од Canon EOS 4000. Еден објектив 50 мм за него, одлично. Па нормално, Nikon D3500, каков прекрасен подарок. Но мислам дека ни треба и некој објектив. Ау, ова е објектив. Ти си мајстор за апарати, ова е објектив, а Бодан е мајстор за објективи. И со ова се сликаме. Не над. Доколку сакате да дознаете кој е најдобриот апарат од сите овие три, да, 50. Да. Чекай. Но... Доколку вашиот син или ќерка побарале апарат за оваа нова година да им донесе Дедо Мраз, или вие можеби сакате да си купите некаков апарат, погледајте го ова видео, по него ќе ги анализираме најевтините DSLR апарати, односно апарати со променливи објективи, со чија што помош ќе може да навлезите во интересниот свет на фотографијата. Чао. Чао. Како главен советник за технички прашања на Дедо Мраз во врска со фотоопремата, јас ја завршив мојата домашна задача, ги споредив овие три фотоапарати и сега ќе ви кажам до кој заклучок дојдов. Во основа, главната борба за најдобрите деца ќе се води помеѓу Canon EOS 2000 и Nikon D3500. Додека овој Canon EOS 4000 ќе биде за оние не толку умните деца, овој апарат моментално е најевтин DSL апарат било кога произведен. За да ја постигне цената, Canon тука вградил малце постар сензор, односно имаме сензор со 18 мегапиксели, екранот е со помала резолуција, 260.000 точки и е помал во димензии, 2,7 инчи. Тука го имаме на пример и пластичниот бајонет за објективи. Претпоставам дека корисниците на овој апарат нема многу често да ги менуваат објективите, така да нема многу да има оштетувања, гребења и такви работи на тој бајонет. Сега ова важи за неумните деца. Доколку парите се битен фактор, нормално, како и на сите во Македонија, што сме ограничени со буџет, тогаш ова е апаратот кој што треба да го купите. Со цена од 300 евра, Canon ви овозможува да навлезете вие или вашето дете во тајните на фотографијата. Друга работа која недостасува во овој кит, бидејќи овој апарат доаѓа заедно со објективот 18-55, е оптичката стабилизација на самиот објектив. Да се разбереме, ова не значи дека е нешто лошо, бидејќи мојот прв дигитален апарат немаше оптички стабилизатори. Поголемиот дел од објективите кои што ги користам јас како праймови немаат оптички стабилизатор, но за почетник тоа ќе значи дека ќе треба малце повеќе да обрне внимание на брзината на сликање, на бендата, на ISO-то, но тоа нема да представува никаков проблем. Другите карактеристики на овој фотоапарат се исти како на Canon EOS 2000, затоа нема да збориме за нив сега, туку ќе ги објасниме кога ќе ги споредуваме Canon 2000 и Nikon D3500. Главната битка за најдобар фотоапарат за почетници за оваа нова година ќе се води помеѓу Nikon D3500 и Canon EOS 2000. Ова сега важи исто за оние неумните деца на кои што Дедо Мраз нема да им донесе подарок, односно нивните родители ќе мора да ги купат, или за оние почетници кои што ќе мора сами да си купат затоа што не биле умни во минатава година. Цената на овој апарат е 25.900 денари. За оваа нова година од Nikon добивме еден прекрасен новогодишен пакет кој што се состои од мемориска картичка од 16 ГБ, убава дизајнирана торба за вашиот апарат и апарат од Nikon D3500 со објективот 18-55 со оптичка стабилизација. Цената на овој пакет, нормално ова повторно важи за оние деца кои што не се умни и чии што родители мораат да го купат овој апарат, изнесува 24.500 денари. Но, што е за мене најбитно, фотографот со овој пакет е веднаш спремен за снимање. Сега идеме понатаму. Двата апарата се со сензори од 24 мегапиксели од последната генерација на Canon и на Nikon.
Најбитна работа кога фотографирате, нормално е фотографиите што ги направите да ви бидат во фокус. За таа цел, кај Канонот имаме 9 фокусни точки, а кај Никонот имаме 11 фокусни точки. Никонот е во предност, бидејќи со 11 фокусни точки вие сте пофлексибилни да одберете точката на фокусирање. Не дека Канонот е лош, меѓутоа повеќе е подобро. Така да во оваа категорија Никонот ни е победник. За ISO осетливоста предноста има Никоновиот апарат, бидејќи тој има вредности од 100 до 2600 ISO. Додека пак Канонот е ограничен на ISO вредности од 100 до 6400. Тоа значи дека со помош на Никоновиот апарат ќе можете во полоши светлосни услови да направите подобри фотографии. Сите три апарати може да снимаат дигитал негатив. RAW фајловите ви овозможуваат поголема флексибилност во однос на JPG фајловите и ви овозможуваат доколку сте направиле некоја грешка при фотографирањето, експозиција, баланс на бело да се коригирате. Но тоа е веќе малце понапредна лекција. Овие два апарати имаат фиксни екрани со резолуција од 921.600 точки. Големината им е 3 инча, повеќе од доволно за да може да проверите дали фотографијата ви е во фокус или не ви е во фокус. Двата апарата снимаат HD резолуција, со тоа што Канонот може да снима само 24, 25 и 30 слики во секунда, додека кај Никонот имаме поголема предност, бидејќи тој може да снима и во 50 и 60 слики во секунда, што значи дека доколку снимаме со овие брзини, ќе можеме да идеме на малце успорено движење, со што ќе се добијат подраматични ефекти во нашите видеа и во овој случај победник тука ни е Никонот D3500. Максимална брзина на фотографирање Nikon D3500. Тој има најголем број на фотографии во секунда, 5. За префрлање на податоците можете да вадите картичката или да користите USB 2 портот. Ја би препорачал на сите почетници да користат USB 2 портот, иако ќе им треба поиќе време за пренос на фотографиите, бидејќи со картиците почетниците може да сгрешат на која страна треба да бидат контактите и да се оштетат пиновите во вашиот апарат, со што ќе си направите поголема штета. Затоа за почеток, дури да стекнете навика, користете го USB 2 портот од двата апарати. Друга работа е што може директно да ги прегледате вашите видеа и фотографии на вашиот телевизор со помош на HDMI излезот од самиот апарат. Сега, друга болна работа кај некои апарати е траењето на батеријата. Кај двата Канони таа трае околу 500 фотографии, меѓутоа Никон тука направија некое чудо, за мене е пријатно изненадување. Тие успеа со едно полнење на батеријата да ви овозможат да направите 1500 фотографии. Зашто е ова добро? Ова е добро бидејќи ако ви се случи да заборавите втората резервна батерија или полначот, а идете на одмор, поголеми се шансите дека ќе гоисликате цел одмор или цел настан со Никонот D3500, неголи со Канонот EOS 2000D. И во оваа категорија, значи во траење на батерија, победник е Никонот. Во оваа ера на мобилни телефони многу е битно да можеме да испратиме веднаш фотографија на социјалните медиуми од местото или настанот што сме го фотографирале. Затоа, сите овие три апарати нудат опција за поврзување преку Wi-Fi или во случајот на Nikon со Bluetooth со вашиот мобилен телефон. Предноста во оваа категорија ја имаат Каноновите апарати, бидејќи со помош на Wi-Fi конекцијата вие можете од подалеку да го командате вашиот апарат и побрзо да направите трансфер на вашите слики и видеа, додека пак Nikon, за да ја намали тежината, го исфрлил Wi-Fi-то и кај него само преку Bluetooth можете да ги префрлите вашите фотографии и видеа, што е малце побавно и ве ограничува со растојанието на кое што може да го командате вашиот апарат. Оваа опција кај сите овие три апарати е многу добра доколку сакате да направите фотографија во која што сте вклучени и вие, без разлика дали станува збор за селфи или станува збор за некоја групна фотографија. Со помош на конекцијата со мобилниот уред, вие ќе можете подобро да се искадрирате, односно да се наместите на местото каде што ќе се гледате повеќе. И повторно, во оваа категорија, поврзување со мобилни уреди, предност имаат Canon фотоапаратите.
Доколку условите ви бараат дополнително светло, вие може да ги користите блицевите кои што се вградени кај овие апарати. Канонот е во блага предност бидејќи неговиот блиц има досек од 9,2 метри, што значи дека ќе може да осветлите поголема група на луѓе. Но битно е да знаете дека со користење на вградениот блиц на апаратот, на вашата батерија и се намалува животот. Што значи доколку фотографирате со блиц со канонот, земете си уште една резервна батерија. Тоа важи исто и за Никон. Сите овие три апарати доаѓаат во пакет со објектив. Како што напоменав, кај Канонот D4000, тој објектив е без оптички стабилизатор, што значи е најслаб, но не значи дека е лош. Кај Канонот EOS 2000D имаме објектив 18-55 со оптички стабилизатор, кој што Canon го означува IS. Ова е од втората генерација. Оптичката стабилизација е битна, бидејќи ќе ви овозможи со помали брзини на фотографирање да направите подобри фотографии. И кај Никонот ни е истиот тип на објектив 18-55 со оптичка стабилизација, која што Никон ја означува со VR. Истото важи и за тоа. Во оваа категорија двата апарати се изедначени. Како победник, во најбитните карактеристики на еден апарат за почетник е Nikon D3500. Тој има најголем број на фотографии во секунда, и со осетливоста му е многу поголема во однос на Канонот. Трајањето на батеријата е 1500 фотографии и може да снима подобро HD видео, односно во резолуција од 50 и 60 слики во секунда. Затоа, за оваа нова година, на најдобрите деца, децата кои што иделе редовно на училиште, пишувале домашна, искачале редовно во петок и сабота, Дедо Мраз ќе им го донесе овој подарок за нова година. А за оние деца кои што во рамките на школската година успеале да организираат 2-3 школски забави, Дедо Мраз ќе биде подарежлив и ќе им го подари овој објектив 50 мм со бленда 1,8 и ќе станат главни фаци. Моја препорака е во некоја блиска еднина на собственикот на новиот Canon или Nikon да му подарите и еден објектив со фиксна должина од 50 мм и бленда 1,8. Таков имаме од Canon, имаме и од Nikon. Цената за овие објективи, нормално пошто од нова година поминала, Дедо Мраз не може да ги донесе, е 7500 за Canon новиот објектив и 8500 за Nikon новиот објектив. Овој објектив овдека е малце поскап и тоа е 10.000 денари. Меѓутоа, за почеток ви се доволни тие првите. Со помош на овие објективи, фотографот ќе може да навлезе малце повеќе во тајните на фотографијата, ќе може да прави одлични портрети на пријателите, на фамилијата и на тие околу него. Се надевам дека нешто научивте, доколку имате некои прашања, слободно поставете ги на нашата Facebook група, некој од нас ќе ви одговори. Среќна нова година, среќни празници, се гледаме во следната година. Чао!